Здраво Македонија, добре дојдовте во вечерното шоу. Започнуваме со добри најдобри вести. Цара ослободител Венко Филипчев ја ослободи Крива Паланка. Венко Филипче не верува ниту во своите избори. Пред 6 месеци го кандидираше за градоначалник, а сега го прогласи за неспособен. Откако завчера првично го нападна, вчера го прогласи за ВМРО-вец. Денеска почна и да го навредува. Не можел да исконтролира 10 крави. Лидерот на СДСМ ја продолжува отворената кавга со првиот човек на Крива Паланка, Сашко Митовски. Неговиот греф е што поради рудникот за Антимон, интересот на граѓаните го ставил над партискиот интерес на Бихачка. Поради тоа, според Филипче, Митовски работувал за ВМРО ДПМН и премиерот Мицкоски. Граѓаните викаат како може еден градоначалник кој што не може 10 крави да исконтролира, утре ги контролира таков рудник. Тоа за 10 крави не може да се справи. И сега таков рудник ќе контролира во близина на Крива Паланка. Стварно бе што било тоа, 10 крави не можел да исконтролира, рудник за Антимон ке контролирал. Неспособен човек. А сега одиме 6 месеци предходно. Почитувани присутни, почитуван, актуелен и иден градоначалник Сашко Митовски, не се потребни зборови за твојата работа, за тоа што ти направи со Крива Паланка. Доволно е човек да се прошета низ градот, благодарение на твојата искрена, честна, посветена работа, благодарение на твојата визија. Го знаете бе овој кој ќе ослободува Алфа па и Македонија од автократските власти? Да бе, Кајзер Венцислаус, кој трпи и толерира спротивен став од неговиот, како што трпел од прилика другарот Сталин. 5-6 градоначалници едва исклопија на изборите и сега еден отпадна од јатото. Како смее бе да оди контра Венко. 10 крави не може да контролира, рудник ке контролирал, рече човекот, за кој по иста аналогија може да се каже 14 луѓе му изгореа живи во модуларната болница, државава тој ќе ја носел во ЕУ. Ако веќе сака вакви споредби, јас не сакам и непријатно ми е и да ја спомнам модуларната во ваков контекст, но него не му е непријатно да лаже дека после пожарот во модуларната цела влада ептен поради морал заминала од власт. Кој лаже, тој краде. Целата влада практично си замине после пожарот во Тетово. Пазете каков степен сме покажале на свесност, на одговорност. Дали вие лично размисливте за оставка од морални причини поради оваа трагедија? Зашто Мицковски да дојде премиер да биде? Не вие како човек размисливте. Не размислував. Кој лаже, тој краде. Кој лаже, тој краде. Нели натомен? Туку не му оди на ослободителов Венисо Митовскиве. Сега настрада градоначалникот на Паланка Сашко Митовски, а пред некоја недела пикот на врвниот демократ беше насочен кон Александар Митовски, исто така мечка на прекар уредникот на Инфомакс и соопштението и Тили сине мечка во кое СДСМ му откажа љубов на порталот после неколку дена веројатно критички ставови на Инфомакс кон партијата. СДСМ со жалење и големо разочарување го следи неодамнешниот пресврт на Инфомакс и водителот мечка стои во соопштението, кој одеднаш започна жестоко да напаѓа се што е поврзано со нашата партија и со председателот Венко Филипче. Видете, како тоа ви се молам. СДСМ е демократска партија, толерантна, европска, го неќе Орбан кој заробувал медиуми со канџите. Само кога медиум ја критикува партијата, е тогаш малку така не може, не смее. Па мечка стана брут. Од онаа фамозна Етуми Фили Бруте и Тили сине Бруте, што ќе го направи царот ослободител Венис во евиден Цезар. Титула до титула, бе, демократиште невидено е човекот. И најважно, знае да направи добра забава. И добро вечер. Добро вечер, Цезар. Добро вечер, јас сум Брут. Цезар е мртов. Да им порачам на тие неписмените од што се дојдени од Србија, као Милјан, и од еден неписмен што сака пиар да прави, а нема факултет завршено. И еден неписмен председател на партија. И еден неписмен председател на партија. Да не го заборавим. Тоа значи дека Венко се доживее како Цезар. Кој е овој мисловен процес да седнеш и да напишеш соопштение против Инфомакс и против Мечка? Зашто мислев дека ова добро ќе биде? Или дека на било кој начин добро може да заврши за вас? Стварно не знам како мислевте дека може да биде добра идеја.
толку ли не можете бе човече 3 дена да истрпите критика? Зашто? Пошто реално глупости правите. Објективно глупости правите. Критика кон СДСМ, о платени ВМРО-вчишта, проруски ботови, вие маđарско-кинески скотови, зар Цезарот Бихачки, критика да трпи од вас, има да ве ослободи ко Путин Донбас. Нели се зрели за ослободување? А, царче, што е ова? Се лигавиш само со соопштение. Треба бе и нив да ги ослободиш, исто како Алфа што ќе ослободиш. Господин Филипче, јас сум медија телевизија Алфа, би сакала и да неколку пати сте поканали да дојдете кај нас. Би сакала да ви одговор дали ќе дојдете. Кога ќе дојдете, не сакате да дојдете. Благодарам на поканата, а ќе дојдам кога ќе ве ослободам. Ќе ве ослободам од канџите кои што сте ставени врз вашиот медиум. Тој е еден градоначалник од 5-6 кои ги има, не може да го исконтролира, нас ќе не ослободел. Ти робу на евра и левови ќе те стасаат твоите гревови. Во цезаријанска поетика сум некако се уште бе инспиративен. Ми овој Момоков, кој на Заев во слободно време му служеше како фото Мики или фото Десо, како е по скопски. Се сеќавате? Додека Зоке се гушкаше со Харис Джиновиќ, Венцислаус воодушевено ги фотографираше во тој блескав момент на врвна среќа и задоволство. Во присуството, во еди кој си облакодер во Дубај и атмосфера која ја има во секоја една биртија на Балканот, ама во биртијата ќе слушаш ти иста музика како на оваа журка, но како ќе покажеш дека си новопечен сноп и проселечен богаташ? Никако. И сите селани да ги почестиш ракија, малку пари се тоа, а може и да те надрварат на крај. Затоа вака во Дубај е најубаво да те знаат што пара вртиш. Дека си селендра која се ложи на тајните операции на менувачницата на Вицто. Зошто не го земале со нив на оваа забава Сашко Митовски од Крива Паланка? Затоа што тој не може да се справи со 10 крави, како што знае оваа екипа. Се знае една крава ваму, една кај Вицто. Ама, се повеќе и повеќе мислам дека факторот за среќа кај овие господа го крие и поседува вистинскиот Цезар, императорот од Муртино, кој каде и да се појави носи насмевки. На роденденската забава пред фајронт, откако завршија говорите на Филипче, дојде поранешниот лидер Зоран Заев, а тој не сакаше воопшто да коментира за потезите на својот близок пријател. Алфа телевизија сега е нападната од СДСМ. Како ги коментирате тие изјави? Не сум дал едни. Да пукне ли правиме? Како Битлси е во славните денови. Дојде, не даваше изјави, но ширеше љубов и насмевки. Човекот кој ја започна последнава епизода на виткање на кичмата на Македонија, која заврши со многу празни ветувања кон народот и доста носење среќа и насмевки наоколу во соседството, но и меѓу своите луѓе, реално. Душица се насмеа. Не можете ли да се вас бориш? До уши, лево. Ако што и да е, баш немам ја проблем. Многу насмевки и остварени со ништа. Тоа е човекот кој го постави Венко да биде директор на неговата Заев фондација, пред да биде унапреден во шеф на партијата и затоа веројатно сака на роденденот на СДС да доаѓа последен, за да не му го зема чаламот на Венко. Секретар, драго. Извинете за доцење, сега морав таму на промоција на тој филм. Молам, на кино беше? Филм гледаше наместо да шириш ведрина и насмевки во штабот. Оптимизам во овие тешки денови, во кои се подготвува операцијата Ослободи Алфа, е неопходен, мајсторе. Не е убаво ова што го направи, друже. Барем, гледаше ли некој добар филм? Кој е филмот? Филмот символично го крстивме договор со историјата, затоа што сметавме дека тоа навистина договор кој што има историско значење. Значи, многу сум задоволна што успеавме во филмот да ги обезбедиме сите протагонисти на Преспанскиот договор, кои што учествува во неговото опишување, склучување помеѓу Република Грција и тогаш Република Македонија. What? За ова го пропушти говорот на Венко Ослободителот. Не е убаво така, друже. Ама пази ги ти нив царевите. Снимиле документарец за Преспанскиот договор. Документарец. Бидејќи веројатно сега е моментот луѓето да ги разубедат дека се работи за прекрасен договор.
Еве еден од 15-те гледачи на овој документарец може накратко да го сублимира Преспанскиот договор. Не морало цел документарец да снимите, можеше кратко да трае и само ова да го пуштите. Ако гледаме историски, кај била таа стара историска Македонија, има еден дел во Бугарија, има еден дел во Грција, ние сме само едениот дел. И тоа е факт, ние сме горниот дел, северниот вардарскиот дел. Како да го кажеме, ако е нашиот вардарски, кај вас е пиринскиот, егејскиот, тоа е факт. Многу е важно дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Кога влевавте во оваа влада, таму пишува влада на Република Македонија. Да не мораме тоа да го сменеме. Дома да не бидеме обезличени, да не бидеме обезчестени. Ете, ова беше доволно. Ако траеше толку документарецот, ќе стигнеше Заев и порано на журката на СДСМ. И наместо договор со историјата, документарецот можеше да се вика обезличени и обезчестени. Зошто станавме такви според гледиштето токму на Зоки? Па одговорот е во воведниот дел на неговиот одговор кон новинарот, на кој Македонија му ја сведува на географска територија, а не зборува за неа како за држава. И кога ќе се сметаш себе си за географска територија, тогаш ќе си обезличен и обезчестен од соседите кои исто така те сметаат за географска територија, која не може да има македонци, туку граѓани на Северџанистан, така е, но за дивно чудо, па во Грција смее да има македонци, и тоа од антика до денес, според фамозниот Преспански договор. Во Бугарија исто така смее да има македонци, али од оние географските. Етнички велат тоа всичките се, българи. Тоа е според нивното гледиште на историјата, за која Зоке рече дека е заедничка и потпише и на крај вели да не бидеме обезчестени. А во деца се колнел и пак го промени името. Ете видиш како кратко и јасно може да се објасни Преспанскиот договор. Не морало цел документарец, стварно. И Заев да го пропушта историскиот говор на Филипче. Преспанскиот договор е еден многу важен настан во историјата на Македонија, чисто значење според мене ќе се зголемува со секоја нова година, со секоја нова деценија, бидејќи реши еден конфликт кој траеше 3 децении. Па да, како не се зголемува неговото значење со секоја една година, ама се зголемува во Грција. Затоа standing ovation го славеа Заев среде Атина. Και θέλω, γιατί μου δίνεται αυτή η ευκαιρία, δεν το είχα σχεδιάσει, αλλά είναι εδώ μπροστά μου, να ευχαριστήσω και τον Ζόραν Ζάεφ και τον Νίκο τον Κοντιά που δώσαμε αυτή τη μάχη, που αντισταθήκαμε στις πιέσεις, που κάναμε το πατριωτικό μας καθήκον. Зошто сиот овој аплауз? Затоа што знаат грците какво е значењето на Преспанскиот договор за нив. Was it the right time? Not only was it the right time, but if we did not do it then things could have gone sour, not only mature, because 6 years later things have changed a lot. And now, when looking at what is happening at our wider neighborhood, there is a conflict in the war being waged in the north and another one in Gaza. So I wonder if today, at a moment when even Scandinavian countries, Sweden and Finland, wish to join NATO, what would our pressure on this country, irrespective of the government in power, we would be receiving pressure for us to accept the name, the constitutional name of our neighboring country. Еј, среќа нивна што се појави Зоран Заев патриотот и не моравте да го прифатите нашето уставно име. Туку ние да бидеме, што би рекол Заев, обезчестени и обезличени. Ете, и ова можеше да се додаде во краткиот документарец за Преспанскиот договор, за да е појасно. Сметавме дека тоа име е најсоодветно, затоа што одбележа крај на една ера на конфликт со соседна држава, крај на една ера на
блокади на Македонија на надворешно политички план. Аудабе, како не, особено блокадата за ЕУ беше тргната. Во авиончето видовме, нели, на сликата. Уствари, Преспанскиот договор најголемо значење има токму во она авиончето на Заев. Да си high in the sky и да викаш бреј, ама успеа во животот со мојата јака дипломатска моќ. Го обезличив и обезчестив народот, алал да ми е. Или ја ослободил Македонија, што би рекол Филипче, од товарот на незиното име. Затоа Бог го црпна од нивите луѓе, за вакви големи работи да прави. Јас сум човек од село Муртина, Струмичко. Пред некои 20 години работев по полето. Најверојатно Господ не ме црпна таму од нивите, ме донесе овде, за така низ вода да ме пушти. Најверојатно Господ не ме црпна таму од нивите, ме донесе овде, за така низ вода да ме пушти. Од нивите до нивици. Нов поднаслов за документарецот за Преспанскиот договор. Документарец, документарец направиле. Еве, јас без грантови, од чиста љубов кон овие учесници во Преспанскиот, го дообјаснувам, за да се знае за веки веков кој што сторил. И ако судовите не најдат лек во ова наше време, судот на историјата сигурно веќе го има. Инаку, покорисно за Заев ке беше да гледа еден друг документарец на слична тема, наместо документарецот за Преспанскиот договор. Воа фустанчето на Томе ми беше облечено бебе. Е со воа го носе унака. 1 година беше Томе. И чорапките и пелената. Со воа си ја завије цел пат. Го носе. Измоча се изјави пеленките, стиска го позувата да се стопли и да му и клајме. И во Руманија, бидејќи беше по борбата, не беше средено уште. Стигнавме тама неуредие со децата во станови, во собичките, натрени оган и ништо. Април месец, врни турва. Јас се застанавме на врата, стоја ми си плаче. Стоја ми плаче на вратата. Децата сакат јадење, јазик не знаеш да се разбериш. И тога моментално дојде директор и ме прашува: мамо, шо плачеш? Како да му објаснам шо плачам? Он ми расправа: не плачи, Лерин се доби, рече, Лерин се ослободи, партизаните влегоа во Лерин, Лерин се ослободи. А ја плачам, не може да се смирам. Кажи ми шо плачеш, вика. И тогава, дејќи пелените од позувата, му и кажувам на директорот: еве, викам, шо да правам, со деца мали пелени, кај да исушам? А и пелените ми останаа по пат. Еден пешкир го откинав, тој го скинав на место пелени за детето. Детето беше 6 месеци. Немаше никај да исушам, никај да исперам. Исуше во градите. Во градите пелените исушев на детето. Сакам, со све душа, со све срце, како не сакам? Ќе живееме 1000 години? Нема да живееме. И сакам да дојди, сакам да вода. Како не сакам? Пораз тие децата невидени. И Вашли сакам да го видам. И децата да му вида, и Вашли да го вида, и невестата да му вида. Сите сакам да ја вида. Врапче да се стора, да го најде, да го вида. Кај да го вида, така не можам. Знаеш ли кој е ово? Миналото остава. Чекај да не ми плачите. Јас за тоа дојду да ве видам и да плачите. Не знаеш ли која сум, Олга или Евда? Не знаеш ли која сум? Евда си, Мари? Ајде, погоди си, а која сум? Ами која да ве познава, мајка, Марика, да ве пушти, која сум, кажи ми. Кој Коста е? Коста е, мајко, Коста е, колко години имаш? Мило, нека, мајке, да не ми плачите. Ами да плачите, мајка, не. Мајка, не плачи, вика, плачи. Не плачи, мајка. Или Олга, Мари? Не знаеш уште која сум. Која? Олга сум, мајка. Еми ке плачиш сет не. Утре ќе дојди Евда. Ќе дојди? Ќе дојди. Еми да не плачите, мајка. Евда. Не знаеш ли која сум? Евда си, Мари? Ајде, погоди си, а која сум? Мамо, ојде онака. Мајко, не се тамо. И стварно ти не знаеш која сум. Не ме памтиш? Олга си или Евда си? Како јас.
Видиш, има и други филмови за преспанскиот договор, како например Тулгеш на Коле Манев, посветен на мајките кои не си ги виделе своите деца со децении. Проколнати затоа што се родиле во Македонија, неослободената, после Втората светска војна, каде што се родиле и нивните баби и дедовци, каде што и денес живеат горди македонци. Ама не, тие филмови не се интересни. Само филмовите во кои ќе се зборува дека ваквите како Заев заслужиле Нобелова награда, само тие ќе си ги гледаат. Ако им покажеш некој друг филм, веднаш тие ќе дојдат да ти ја ослободуваат телевизијата од канџите на Москва и кинеските пари, големите државници од тему. Матрицата е иста, се друго се нијанси. Но минатата недела можевме низ конкретни примери да се подсетиме што значи ВМРО на власт и што значи режим. Што значи кога медиумите ќе се стават на страна на една политичка партија. Исто како што македонска телевизија и другите национални телевизии во најголем број веќе не подсетуваат како изгледа 2006 година, така и овие не подсетија. И затоа тука сакам да им порачам, џабе фатиле страна, пак ке квицкаат по некои подруми кога ќе ги стегнаат како Андреј Петров кога ги вадеше од А1 телевизија, тие кои сега пак се ставија во служба на тие кои што ги напикаа во подруми во 2010-11 година. Ова беше говор на Димитар Ковачевски, дел од говор, откако МТВ нам објавуваше анкети пред парламентарните избори 2024 година, анкети кои го најавија потопот на СДС. Не му чинеа анкетите, па реши to kill the messenger, што би рекле стратешките партнери, да го убие курирот, гласникот, бидејќи не му се допаѓаа информациите. Или што би рекол Милошевиќ во истата таа матрица, ухапсите ток Ройтерса. И не само МТВ, Ковачевски имаше критика кон најголемиот дел од националните телевизии, кои не известувале како што сака тој Галиба, ама барем не тргаше да не ослободува како Филипче Цезарче. И прашан од Матеа Петровски, што мисли за намерите на неговиот председател, се правеше јас сум бил на подрум, ништо не знам. Во стилот на не сум од тука, помалку и чудно, не знаел за навредите на човекот кој го наследи на партиското кормило. Не се согласувате со овие напади од Филипче Конопа? Не сум пратил. Има дека сме биле партија која што контролирала, дека многу криминали и го останати работи од срамнување на медиумац. Тоа мора да погледаме да видиме. Не сум пратил. Не сум пратил. Легенда. Легенда која ја потпиша преговарачката рамка од која беа многу задоволни нашите братија од Софија и која ја заглави Македонија во, што би рекол Вени Цезарче, канџите, а можеби и парите на соседите, за да им врват нивните планови. Тука со помош на македонски партии кои работат како бугарски експозитори. Пардон, се извинувам. Те грчки, те бугарски, кој како ќе ги помилува по тоа свитканото кичмиче. За нивните политики казната им дојде. Тврдеа потоа дека ја научиле лекцијата по изборите, ама ја научиле мало сутра, што би рекол императорот Зоран Усток така. И нападот е најдобрата одбрана, како тоа да го советуваат секој ден мудреците новиот Цезар Освободителја. И тогаш имате вакви тропања реално. Извадоци од денешниот прес. Тоа е суштината на нивното владење. Тие се една организирана криминална група, заедно со нивниот привезок ЗНАМ, ВМРО-ДПМН, кои што ги предадоа националните интереси и довербата ја изневерија на гласачите. Лажниот патриотизам повеќе не функционира. Станува збор за предавници на националните интереси, на интересите на земјата и на интересите на граѓаните. Нема ден да помине без бисери на мудроста. Сега Освободителја бара предавници на националните интереси. Зошто предавници? Бидејќи не ги спроведуваат бугарските желби во Македонија. Тоа е предавството. Ама предавство на бугарските интереси. Абе, неверојатно, да го немаше. Немаше да можеме ни да го измислиме. Човекот кој вели меѓу редови, јеби га, комшиите си имаат пари и им се може да не признаваат. Што да правиме ние? Поддржите оној предлог кој што го имаше премиерот, ако Радев тврди дека нема барања надвор од она што е предмет на францускиот предлог и на преговарачката рамка, заедничка декларација Скопје и Софија да поднесат до Европскиот парламент за признавање на македонскиот јазик, посебност и идентитет. Со тоа практично ќе се тргне маглата од тоа што Софија очекува од нас,
какви други барања може да произлезат понатаму во процесот, нешто што ги фрустрира веќе македонските граѓани, затоа што очекувањето беа дека со Преспанскиот договор се затвораат сите прашања од овој карактер. Но еве следно прашање кое што се наведно. Што ако од бугарска страна тоа не сака да го направи? Па очигледно е дека не Тие се сака. во Европа и тие луѓе добро живеат. Тие луѓе со оваа криза од 5 години кога има колку 7-8 изборни циклуси, државата функционираше нормално. Зошто? Па добро име на граѓаните. Имаат европски пари, имаат европски стандард. Ние сме тие кои што трпиме. Една од посрамните изјави, иако конкуренцијата е голема. Што ако немаат намера да признаат посебен македонски идентитет, овие кои ни лупаа вето по вето за историјата и идентитетот? Ништо бе, ништо, имаат пари тие, ние што ќе правиме, тоа вели царот. И потоа го дава и одговорот. Затоа требало веднаш да им удоволиме на овие со парите, бидејќи се е до парите, да сублимирам, да не прават документарец и за ова. Еве кратко и јасно. И покрај ваквиот став, дека се зависи од парите, па веројатно и човековото достоинство според овој лик, овој шлифуван ослободител на погрешни наративи тргнува во контранапад. Каде сме ние? Заглавени во лагите на премиерот, во неговите антиевропски политики, во навредите кои што ги шири кон земји членки на Европска Унија и Европска Унија во целост, таму, додека е на гости. Зборува нормално за премиерот Мицкоски. Тој навредувал некоја земја членка на ЕУ. Пази, не реагира кога оние на кои им подпишаа се што им побараа, не нарекуваат Титова творба со 1300 години бугарска историја. Не реагира на тоа, туку ја брани Бугарија од изјавите на премиерот на Република Македонија. Навредливи биле. Па како, нормално, само љубави треба да им се кажува на негаторите на Македонија и македонците. И уште вели дека била навредена и цела Европа во целост од страна на премиерот, додека бил таму, замислете, на посета во Австрија. Епа еве да ги видите вие тие силни навреди на Мицкоски кон ЕУ и Бугарија според СДС и Вилипче ослободителот. Ви благодарам, господине премиер Мицкоски, прашање до вас. Чекате веќе толку време за да почнат преговорите со Европската Унија и да се постигнат големи напредок. Има билатерални пречки. Кои се следните конкретни чекови кои што вие ги планирате за да го деблокирате овој процес на проширување, особено сега, кога во соседната држава Бугарија се одржаа парламентарните избори? Благодарам на прашањето. Нашата позиција како влада е јасна, дека иднината на земјата е во рамките на Европската Унија. И тука немаме никаква дилема кога станува збор за членството во рамките на Европската Унија. Што е тоа што ги фрустрира македонските граѓани и што е тоа што ја прави македонската европска иднина неизвестна? Тоа е процесот на билатерализација на пристапните преговори, за кој што чувствуваме дека за нас представува исклучително тежок и фрустрирачки, бидејќи ќе ве потсетам, ние овој процес го започнавме уште пред 25 години, 26 години, да бидам попрецизен, кога го подпишавме договорот за стабилизација и асоциација. Пред 21 година официјално станавме кандидати, а од 2009 година го добивме првиот извештај позитивен од Европската комисија за да ги почнеме преговорите. Но за жал, поради билатералните прашања, некако овој процес за нас се претвори во приказна која што е без крај. Попатно, ќе ве потсетам дека ние како држава го променивме своето знаме, ги променивме своите банкноти, неколку пати го менувавме уставот и последно го променивме и уставното име. Зарем има втор пример во Европа кој што може приближно да каже дека направил нешто како што ние сме направиле во името на европските интеграции. Втор пример нема. Повторно се бара од нас сега промена на устав. Нашата позиција е многу јасна, дека ние сме подготвени како влада да седнеме со нашите сојузници, со нашите соседи во случајот и да разговараме за надминување на овој проблем. Но она што е за нас поважно
се гаранциите кои што ние ќе ги добиеме и ги очекуваме од рамките на Европскиот совет за нашиот македонски идентитет. Прво. Второ, дека нема да има дополнителни билатерални прашања кои што попатно, повторно некој ќе ги отвори. И трето, што правиме со македонската заедница која што, за жал, во соседна Бугарија не може да формира невладина организација, а камоли нешто повеќе, и покрај фактот што Европскиот суд за човекови права од Страсбур има донесено најмалку 14 пресуди со кои практично се бара од нашиот источен сосед, соседна Бугарија, да дозволи барем регистрирање на невладини организации. Имаме чувство дека процесот се билатерализира, а ние сме жртва на булинг, кој што го прави земја членка, по принципот ние сме внатре, вие сте надвор, ако сакате да бидете внатре, мора да ги прифатите нашите услови, во спротивно ќе останете надвор. А тие услови немаат ништо заедничко со копенхагенските критериуми. Овој одговор на прашање од австријски новинар кон премиерот Мицкоски е дел од настапот оценет од СДС како пренесени пораки од Москва среде Виена. Што конзумираат за да изнесат вакви навреди кон цел македонски народ и цела држава, дека борбата за државни интереси е предавство, дека гласот на македонецот бил глас на Москва, дека спроведување на бугарскиот диктат бил проевропска прогресивна политика. Не знам што конзумираат, но мора да е нешто јако. И ова што го гледате сами и сами оценувате вие гледајки го, дали е или не е промакедонски став, тие го нарекуваат, го цртаат како проруски интерес, антиевропски наратив. И затоа би да ги ослободат телевизиите како Алфа, како вечерното шоу, во кое во целост го гледате ви овој одговор на премиерот. Венко сака да ве ослободи од македонската вистина и борба. Ако смеам да заклучам, вака јас не е ослободениот од неговиот фокусиран поглед кон истокот на Европа. И пред последното видео, морам едно кратко подсетување на една околност која секој во државата ја знае како Оче наш. Бугарија стави вето, го прекрши договорот за добрососедство и пријателство и со тоа застана на патот на нашата европска интеграција, за која повеќе пати европските институции и земјите членки, вклучително и самата таа, потврдија дека целосно сме ги исполниле условите. Оваа неодговорна грешка е горчлива вест и големо разочарување за сите граѓани, рече премиерот Зоран Заев во обраќањето по повод неприфаќањето на преговарачката рамка ЕУ Македонија од страна на официјална Софија. Не е европски да му ја пишувате историјата на друг народ. Да му наметнувате идентитет на друг народ и да го убедувате дека треба да го прифати. Еден од оние пати, кога Бугарија ни залупа вето врз основа на договорот за заедничка историја, како што предупредувавме, подпишан од овој попарениов и ужален кој го гледате на екран. Тогаш, во таа прилика на Бугарија не и одговарала тогаш понудената преговарачка рамка за Македонија, ни залупа ново вето, па Заев призна дека сакаат да ни направат идентитетски масакар. А потоа кога Бугарија ја прифати другата понудена преговарачка рамка со амин на Ковачевски, Бујар и Пендаровски, погодете зошто ја прифати? Бидејќи ќе може да го прави истото за кое Заев беше ужален пред малку, не знам, сигурно не. Јасно е како ден. Нашето вето е за од бетон идентитето, од Бугарија. Ама не. Венко, агентот ослободител, вели нешто друго. Човекот кој што сега стави вето на пристапниот процес на Македонија во Европа има име и презиме, се вика Христијан Мицкоски. Нас никој повеќе не спомнува, благодарение на тоа што не води рускиот прокси играч Христијан Мицкоски. Човекот кој што сега стави вето на пристапниот процес на Македонија во Европа има име и презиме, се вика Христијан Мицкоски. Навистина не знам дали го плаќа Бугарија за ова што го зборува или е природно глуп, ама ова е срамота. Дури и подписникот на Преспанскиот, за кој е логично да се заклучи дека нема срам, дури и тој изјавува дека се срами малтене од ваквите ставови на СДС. Вакви адвокати Бугарија не може ни самата да ги измисли. Нивното идентитетско вето, бугарското, Филипче го насочува како винар кон премиерот,
кој рекол не сакаме булинг како досега од Бугарија. Нивното агресивно малтретирање и држање во заложништво на македонската иднина Филипче го пренасочува како наша вина, што сме живи и што сме македонци. Ова е исто како фашистите да ги наречеш администратори и македонските партизани да ги наречеш попречувачи на слободниот живот во Третиот рајх кои пркоселе, одметнувајки се по тоа одредите по планините, шумкари едни. Нашата битка во оваа емисија, во оваа телевизија, за презентација на сите околности, на сите факти, со изјави, со докази, со анализи, од Македонија, Бугарија, Грција, од цел свет, тие ги нарекува антиевропски. И што ќе не ослободувал од нас самите? Затоа што освободителя, царот, овде пред вас е гол. И тоа е доста грда слика. И конечно, бидејќи ми е жално и не сакам ни да навредувам како што заслужува на ослободителов, само ќе му кажам едно: ела, дојди. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со македонскиот Елиот Нес, како што го нарекуваат некои, заменикот директор на Македонски шуми Кире Михаилов. Ке зборуваме за интересни случувања. Кој го следи на Facebook знае за што се работи. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Со мојот вечерашен гостин, кој што е прв пат во оваа емисија, веќе некое време се договаравме кога да се случи ова гостување и некако денес се погоди да биде денот и ми е многу кејф, затоа што вечерва со нас е Кире Михаилов, заменик генерален директор на Македонски шуми. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Богдан. Најнапред тебе благодарам за тоа што ме удостоивте, ми дадовте простор и можност, нели, на гледачите да им укажеме некои работи кои што претпоставам дека би сакале да ги слушнат. Сите вредни луѓе се добре дојдени во оваа емисија. Ти тоа си го заслужил со твојата работа. Оние кои мислам сите, бидејќи на вести си бил честопати поради акциите кои што ги спроведуваш, но и оние кои што те следат на социјалните мрежи знаат за каков бескомпромисен борец во твојот домен се работи. Нешто што е интересно на самиот старт. Пред емисија ми кажа, не знаев искрено, бидејќи не сум современик на тоа време кога ти си рушел рекорди, но ми кажа дека си се занимавал со атлетика, ама не се занимавал, тоа е understatement, туку сериозно си се занимавал и се уште имаш рекорди во Македонија во твоја собственост, така? Да. Еве, можеби тоа е нешто кое што дел од пошироката јавност не го знае, меѓутоа за волја на вистината. Јас се бавев со атлетика, значи бев еден од, би рекол, во тоа време од најдобрите и се уште имам неколку рекорди, и тоа во повеќе категории, и во категорија помлади младинци до 17 години и во категорија постари младинци до 19 години. Инаку јас... Рекордите во кои дисциплини се? 3, 5 и 10 километри. Инаку јас... Дрвокраците немаат шанса ке ги стигнеш. Значи, се работи за периодот од 95-та до 2000-та година, кога активно се бавев со атлетиката и повторно ќе кажам, во тој период, нели, ете се случија тие работи кои што се случија, јас бев секој пат на врвот на таа атлетика тогаш и она кое што искрено ми е жал е тоа што еве 3 децении после тоа тие рекорди се уште актуелни. Тоа не е добро, затоа што верувајте дека една држава да не изгради, нели, нов спортист или спортисти цели 3 децении за да ги стигнат тие не се нешто недостижно. Тие се некои нормални, нели, резултати, секако јас знам дека беше тежок тој период затоа што максимално се вложував и тогаш како средношколец во Скопје, значи тренирав буквално и 3 пати дневно, не станува збор дали сум тренирал 7 пати неделно, туку колку пати сум тренирал дневно. Затоа што јас за жал мојот тренер сега е веќе покоен, Методија, почина во сообраќајна несреќа, кога дојдов во Скопје, неговите зборови беа, вика, Кире, ти си, вика, немаш брзина, ти си некаков антиталент во тој дел, меѓутоа упорноста ти дава да стигнеш негде повисоко. Токму таа упорност, токму тие неколку пати дневни тренинзи направија да јас, еве, се појавам и тамо и до ден денеска се уште моето име, еве, ако ги отворите
рекордите на Македонија на сајтот на Атлетската федерација на Македонија стои дека Кире Михаилов е тогашен член бев и на Атлетски клуб Струмица, после тоа на Атлетскиот клуб Маратон и еве рекордите до ден денес обстојуваат. Сега за волја на вистината го имаме еден Дарио кој што е прекрасен атлетичар, мислам дека тоа момче се уште ќе не радува, ќе не прави горди. Од она кое што го знам, малку подоцна има почнато со овие дисциплини и токму затоа еве останаа овие рекорди. Повторно ќе кажам, мене не ми е мило што се уште рекордите стојат. Да, убаво е да ти има, меѓутоа многу подобро би било кога ќе имаме некои нови лица кои што ќе не радуваат во реалното време во денешницата. Многу зборува за една држава тоа дали има спортист со олимписка норма. Тоа е, сум го зборувал и порано и апсолутно верувам во тоа. Буквално тоа е слика и на државата, да бидеме реални. И да, со Дарио, еве да ти кажам, во преговори сме и со неговиот тренер Игор Јакимовски, да дојдат двајцата и верувам дека во скоро време ќе дојдат на моје огромно задоволство, бидејќи такви успешни приказни од Македонија се секојаш добри, уживам да еве една рака да фрлам и јас во ширење на таа енергија. Од атлетските времиња, значи од времето на бавењето со спортот, останала упорноста. Претпоставувам и денеска со истата упорност и жар ја работиш работата, што ја работиш? Па, еве и пред емисијата, зборнавме онака малку колку што можевме и двајцата сме на ставот дека каде и да се најдеме во животната приказна, најважно е да оставиме некој трак кој што ќе се памети. Зборам трак кој што би бил позитивен за граѓаните, затоа што на крајот од денот ние сме луѓе кои што во моментов треба да бидеме пример за останатите. Ние сме оние кои што дале одредени ветувања и треба да ги исполниме, барем оние кои што зависат од нас и можеме. И како такви сметам дека на граѓаните треба барем да им покажеме дека се трудиме да го исполниме она кое што сме го ветиле, а дај Божи да го исполниме во огромна мера тоа кое што го работиме. Токму така, јас во моментов сум таму каде што сум. Од 2011 година сум во шумарството, најпрвин како раководител директор во Струмица. Па, по доаѓањето на заевизмот, јас за волја на вистината се најдов на улица. Не знам дали знаеш, меѓутоа јас сум еден од ретките кој што се најде надвор поради пост на Facebook. Ништо повеќе. Значи, буквално бев направен терорист затоа што сум објавил нешто на мојата приватна страна, тоест на мојот приватен профил. Токму така, за волја на вистината, судот, правосудниот систем одлучи така како што одлучи и во 2024 година судот повторно ме врати. Меѓутоа јас сега од позиција на оваа позиција се борам да смениме нешто. Што е тоа? Се борам да го смениме моментот кога некој функционер, лечејќи го своето, не знам, его или она кое што го поседува како нечовечно во него, од позиција на позиција ќе направи нешто кое што е неворед према друг колега, тогаш не е нормално да државата или институцијата го плати неговиот цех. Тоа треба да го плати тој лично. Значи јас се најдов надвор и сега институцијата треба да ги покрива трошоците на оние кои што работеле несовесно. Односно ти сами од нас себе се треба да така да се... Нема да биде така. Еве ви кажувам дека јас дадов ветување пред да дојдам вамо кај што сум, сега во моментов сум заменик генерален назначен од владата на Република Македонија и ќе се обидам со целиот мој авторитет да поработам на менување на оваа приказна. Значи, се сеќаваме добро на изјавата на Фрчковски. Вие бркајте ги, судот нека ги враќа. Ма и да не се виновни. Бркајте ги, судот нека ги враќа. Да, меѓутоа, ќе не бркаат или ќе бркаат. Меѓутоа, судот кога ќе врати некој треба да ја плати штетата за тоа што некој бил неправилно избрак. Токму тоа е она кое што треба да го смениме како луѓе, како функционери, како носители на одредени функции. Согласен, истото важи и за судските пресуди. Ќе окапаат луѓе по затвори, конкретно пример за 27 април, сега имаат дополнителна гњаважа моите побратими ги одби кривичен суд, ги одби апелација на она барање за повторно судење и
Ке се случува нешто деновиве и Алфа ке информира и јас ке бидам таму и така натака, но на крај некој Страсбург ке пресуди нешто, нели, и сео штетата нема да ја плаќа Кацарска или другите суди во апелација и на врховен, нити па Вилма Русковска. Штетата ке се плаќа од буџетот на Македонија. Времето поминало и се согласувам, апсолутно треба да се сменат и одредби за да со поголема будност и свесност некој работи својата работа, а не по тој начин бркајте ги, па после судот нека ги враќа. Ама ти во моментов се наоѓаш во емисија на телевизијата која што требало да ја ослободи овој царот ослободител. Јас искрено не знаев дали ќе биде отворено, мислев дека можеби ќе има некој секој ден се јавувам, прашувам, ослободени ли сме, не сме. Пуве, викам мајко му, добро, ајде. Ке си дочекаме. Но таквиот став и однос кон нештата е да некому смешен, некому трагичен, некому трагикомичен, во суштина е слика за карактерот, за мајндсетот на некои луѓе. Сакам да верувам тоа е помала група или помала структура, која што на специфичен начин гледа кон нештата. Ако нели политички си му непријател, тогаш што вика ти си непријател на вистината, а бидејќи тоа е вистината. А јас сум вистината е работа која што ја кажал некој друг. Само да се надоврзам, морам да се надоврзам на оваа твоја дискусија. Во периодот кога бев надвор од институцијата, јас будно ги следев процесите кои што тераа во институцијата. Неретко објавував вистини за криминали кои што се случува и покрај тоа што бев надвор. За некои такви мои јавни обзнанувања, јас бев јавно критикуван, дури и имав одредени закани по животот мојот и на моето најблиско семејство. Делот тие луѓе, сега да се навратам на поентата, делот тие луѓе кои што секако се јавно обзнануваа дека се членови еве и на ДУИ, добро, тогаш ми се закануваа јавно. Тие луѓе се уште работат во предпријатието. Еве јас не дојдов и не им се светам, 20 и кусур месеци сум во фирмата, јас не отидов на тие луѓе да им кажам сега што правиме. Се до моментот додека не утврдам дека тие луѓе работат нешто спротивно на закон. Така треба. Тоа е на кое што го збориме. Јас сум можел по нивниот наратив, нели, наративот на Заев, од министер до чистачка надвор. Секој оној кој што бил спротивно од нас, секој оној кој што се заканувал, еве мене ми се заканува јавно, тоа видео има од преку 1 милион прегледи. Човекот јавно ми се закани дека ќе дојде дома и ќе ми ја запали или затвори куќата. И сега што требаше јас кога дојдов на функција да вратам со иста мера? Не. Меѓутоа, тој човек и тие луѓе, доколку во моментов јас утврдам дека работат спротивно на закон, тука веќе нема простор за никаква дискусија. Тука веќе е завршена секоја дилема. Јас ќе постапам согласно закон. Тоа сум го кажал. И за мене не постои партиска поделба во моментот во институцијата во која што работам во однос на честното и одговорно работење. Постои луѓе кои што честно си ја работат работата и луѓе кои што, за жал, се уште тераат криминални дејности. На почеток уште една дигресија ќе направам. Сакам да затвориме една тема па да зборуваме за македонски шуми малце повеќе во детали. Денови имаше преписка, може така да кажам. Те закачи и тебе ивицата на критериумот на димчињата, народски кажано, односно се појави на фанпејџот на Левица една слика. Директорот ДПМН е со повик за силување и сексуално насилство врз советничка на Левица. Веднаш да биде разрешен. Јас го знам случајно, би те замолил за јавноста која што не го знае да објасни за што се работи. Видете, ова е, еве, пред да го објаснам ова, да кажам, втора нивна ваква ситуација. Значи, прво, тие, еве, преку синдикатот, ме обвинува за некакво мое инволвирање во одредени синдикални превирања и се заканува и тие, и СДСМ, и ССМ дека ќе поднесат кривични пријави за моје инволвирање. Нема ништо од тоа. Ова е иста приказна, меѓутоа уште полошо. Зошто? Затоа што за волја на вистината, токму за Великден, тие луѓе, место да ги остават граѓаните да си го поминат најголемиот верски празник во кругот на нивните семејства, настрана од политика, го пуштија ова кое што го пуштија и тоа го бустираа да стигне колку што може повеќе, се со цел да го нарушат мојот јавен углед и кредибилитет. Зошто го направија тоа? Јас
Тоа видео го видов кај координаторката на советничката група од нашата партија, на советничката, која што јас не ја ни знам како се вика, немам појма, мислам, ниту сум ја видел. Тоа е советничка од левица во град Скопје, која што 10 минути молчеше на... Так, сега, што е она која што мене лично ме погоди? Значи, видете, сите ние како јавни функционери имаме пред се обврска кон граѓаните, како треба да се однесуваме, одговорно и така натаму. Она кое што мене лично ме погоди кај неа беше на вистина некултурното жвакање мастика на говорницата за која што е платена да биде. Јас не навлегувам во делот филибастер дали тие нели го тоа како појава, како наратив го користат, туку навлегов во онаа другата приказна, значи и токму тоа беше суштината на моето. Видете, дали е во ред носител на функција толку срамно и безочно да се однесува пред сите останати. Токму тоа, инаку, да, тие како партија може би сметаат дека треба нели да молчат, не знам, еве кршеа во собрание, правеа што правеа. Граѓаните се тие кои што треба да одлучат дали нивните политики се во ред или не, и тоа го кажуваат на избори. Сега, што е она кое што навистина боли? Знаете дека кога во етер ќе пуштите некоја таква слика, тие се свесни дека во очи на секој еден човек паѓаат зборовите силување, сексуално насилство, мислам, видете, јас со ниту една моја постапка не сум придонел за тие да размислуваат. Така, напротив... Лажат, добро. Напротив... Тие коментираат за некои коментари на Facebook постот на кој што ти критикуваш како, нели тоа, со жвакањето мастика. Дали тие ги гледаат нивните коментари на објавата која што ја пуштија за мене? Тоа не се твои коментари. Тоа е прво и основно. Да. Второ, јас имав исто така една ситуација, чисто за да направам паралела. Така. Кај што поставив прашање добро зошто на една колешка Лепа Џундева интервјуираше некој грчки пратеник, му рече welcome to добро дојдовте во TV24 Скопје, Норд Македонија. Јас пишав добро зошто, као не си сакам да кажам нели Горја разбира суштината, така. Не си обрзана да викаш Норд, зашто? Да. Иритира, реално еве тебе мене ме иритира тоа. И имаше во коментари, имаше и безобразни во коментари, јас кога ги видов ги одстранив. Но јас не можам да дежурам 24 сати на... Но затоа, драгите пријатели од ЗНМ, од ССНМ, побрзаа да излезат со некои ставови дека сум потикнал омраза и така натака. Не беа безобразни како ви од левица со дека сексуално насилство или не знам што, но суштината е да тие лажат. Тоа не се твои зборови, не се твои коментари, нити ти си должен 24/7 да дежураш над твојот Facebook профил. Но ете, ако ништо друго, бар во кругот на левицата ја подигнаа видливоста за тебе. Видете, јас искрено не сакам мојата видливост да ја подигаат тамо и токму од таа причина да ја подигнај, ова не е прв пат, значи. Меѓутоа, еве да не коментирам за наративот на професорот, тоа сепак е негово право, не знам колку му доликува. Меѓутоа, оваа приказна нема да заврши сега и тука, ќе има продолженија, ќе следат граѓаните. Но повторно ќе кажам, ќе се заканува. Сега видите, ворете јас повторно ќе кажам, сите видите, секој во животот може да погреши. Неспорно е тоа. Јас не велам дека сум безгрешен ниту ти, ниту било кој. Значи некој пат некој случајно или не може да влезе во опсет и тоа е нормално. Значи знаете кој греши, тој што работи. Така е. И сега ворете, ако јас некаде некој детектира или јас пак детектирам дека сум погрешил, мене не ми е проблем да се извинам. Мене не ми е проблем да кажам дека еве сум влегол во опсет. Меѓутоа, во ситуација кога ти знаеш дека си чист, во ситуација кога знаеш дека сето ова е безочна лага, па не можеш да останеш да помине така. Без разлика што тие сметаат дека приказнава сега ќе заврши, чекај, ние му ставивме лепенка. Купи ден помини, да. И утре ден, да, па токму тоа во моето, јас потоа нели и објаснив на јавноста за што се работи, затоа што голем дел од моите пријатели сушност не знаеа за што се работи и ме прашува. Добро, вика, што се случи? Јас викам ништо. Еве го, еве ја причината. Видеото имало коментари кои што за жал биле такви какви што биле, меѓутоа секој си одговара за себе. Ама коментари, знаеш какви има кај на 1000 места. И ворете да ги оставиш, да ги избришиш, ама не може тоа да се прави ваква лага дека ти нешто си стимулирал. Значи јас кажав, ако тие најдат дека јас сум искоментирал некаде, јас лично, од мој профил, или сум кажал, или сум навел за нешто такво, тогаш е во ред. Еве го твојот, ево на видеото.
Пишува вака: советничкава од левица денеска ја узурпирала говорницата во град Скопје цели 10 минути без збор да изусти, жвакајки само мастика. Не знам дали знае, ама народ ја плаќа за тоа што е таму, ама не за да прави циркузи. Што и да се каже или напише, излишно е. Тоа е твојот контакт. Ова не е повик на сексуално насилство. Циркузот беше жвакањето мастика. Но имаш ти право на твое мислење. На крајот од денот, да. Тие имаат право да водат некоја нивна политика, ние имаме право да кажеме дека еве сметаме дека таа политика не е во ред и повторно ќе кажам ќе дојдеме до моментот избори на кој што ден граѓаните ќе одлучат дали тие или ние сме биле во право. Тоа е тука завршува приказната. Во суштина тоа е така. Океј, од делокругот на работата. Прво, се шокираше ли многу кога влезе во компанијата? Предходно, нели, за македонски шуми има една стара етикета, лепенка, дека е место за вдомување разни партиски кадри, нели, од пред 10 и кусур 15, не знам, години, или можеби од секогаш, не следам. Од друга страна, јас ево лично се шокирав кога почнав да дознавам како уствари таа мафија, шумска мафија, функционира, за колкави суми се работи, како се исповрзани со помагачи од во редовите на полицијата или каде се не. Ти верувам дека беше свесен за сите проблемски аспекти на работата, ама како изгледаше тој прв работен ден и помислата, знаеш ли што се нафегаше? Некако додека го образлагаше прашањето, се смеам. Ми се врати една приказна, морам да го кажам ова, значи, што викаш, еве, јавното предпријатие Македонски шуми, нели, имало етикета дека служи за вдомување на партиски кадри и така натаму и така натаму. По социјални мрежи така беше, не знам дали е. Јас ќе кажам еден друг момент. Кога јас го добив решението да бидам директор во Струмица, ми се јавија да дојдам да го подигнам од Скопје. И дојдов. И тука некаде покрај Кеот, имав слободно време, шетав и ме среќава еден пријател од Струмица кој што беше функционер тогаш, беше во Грција конзул, небитно кој е, и ми вика: Кире, шо преш? Викам: дојдов да земам решение, викам ќе бидам на функција. Каде? Викам во директор во Македонски шуми. Ајде бе, вика, на никој, вика, не му се работи за плата. И јас викам: зашто човеков ми каже вака? Добро, некако подразмислив, ништо, нели, не ја завршив дискусијата, отидов. И после некое време, значи, откако јас некако во главата си ги работиве така, прочепкав и повторно дискутирав со некој, уствари муабетов бил: ти и сите кои што влегувате таму, влегувате за да крадете. Значи, не одите да работите за плата. Тоа е една од другите, од повеќето етикети кои што ги има за тоа предпријатие. Значи, тамо знаете како мислеа. Еве, доаѓа некој, вика: сакам да се вработам во шуми во Рете, шо ќе работиш? Дај ми, вика, документи и ќе цепам. Фактички, не само етикета дека тамо треба да се вработат, нели, она како што народот велел да се вработат кадри партиски, туку генерално добар дел од луѓето сметале дека треба да отидат таму и да бидат, нели, солидно нафатирани покрај платата која што би била не знам колку, најверојатно ќе имаат нешто плюс. Сега. Почетокот, значи јас како човек од надвор се најдов во една невидена ситуација во подружницата во Струмица, таму беа некаде околу 150 на вработени. Мојот настап беше како и на почетокот што кажав, викам: луѓе, вака сега, јас овде не познам никој од вас. Овде сте 150 луѓе, за мене сте сите исти. Не знам кој е кој, не знам кој е од која партија, не знам кој е брат на кој, сестра на кој, меѓутоа јас поделбата овде ќе ја направам по тоа што ќе ве поделам на работници и неработници. И првото што го побарав од нив беше да ми сите направат едно CV, не што завршиле образование, туку како луѓе што можат да сработат. И сега прво им беше нејасно што. А викаме: еве, ти си возрастен маж, 45 години, не навлегувам во тоа што си овде, туку што можеш да сработиш. Еве, и се од таа приказна, значи, произлезе дека еден шумочувар знае грчки и турски, другиот не знам, вработен секач, уствари бил по професија. Значи, јас морам да знам со каков кадар располагам, за да можам да направам вистинска распределба во предпријатието. Тоа и така некако, знаеш, од надвор, чудно, бидна, меѓутоа, нели, почнавме да тераме. Зборам за периодот од 2012 до 2017, нели, пред да се најдам
тоест пред да дојде другата власт, па да се најдам надвор, навлегов во работењето на предпријатието и можам да ви кажам дека имало вистина во Муабетов кој што го кажа. Значи, јас како тогашен раководител отпочнав многу постапки за луѓе кои што реално сакале да направат некој приход кој што бил незаконски и уште тогаш покажав дека ќе бидам малку поразличен од другите. За волја на вистината, во периодот кога бев надвор, исто така не застанав со приказната и продолжив да го терам наративот и да го работам тоа кое што од секој пат сум го ветувал. Честно и транспарентно работење во согласност со законските регулативи. Кога дојдов сега на местото заменик генерален, продолжив со тоа темпо. Јас реков, јас ќе бидам неприкосновен за секој еден кој што ќе се дрзне да го законот прекрши. Затоа што по дефолт утре ден можеби јас би имал хиерархиска одговорност, еве знаеш дека некој краде, не преземаш. Така да јас кажав јавно и повторно кажувам, за мене нема човек кој што би го заштитил доколку утврдиме дека работи нешто незаконски. Инаку претпоставам дека спомнавте пари. Јавноста, без да и кажеме, ние знае дека во овој бизнис, во оваа мафија се вртат многу пари. Дури и во периодот на повторно ќе кажам владењето на СДС и ДУИ, во шумарството беше толку испуштена работата што огромен дел би ги нарекол ѕверки мафијаши, кои што беа познати во подземјето дека работат со разни други недозволени работи, еве сега да кажеме, со дрога, со проституција, што знам што, се префрлаа да работат во шумарството. Зошто? Затоа што очигледно имало тука... Подоходовен бизнисот им бил? Прво, доста доходовен и второ... Поскриен? Кога некој ќе го фатат дека краде, казните беа многу помали. Ако некој го фатат дека дила дрога, дека не знам и така натаму, класика, овде некако, знаете, се вадеа на некакви хашки пракси, ова, она, камионите. Да, он украл 20 тури, ќе му го земат камионот. Му е гајле. Ќе купи друг. Или пак, уште подобро и судот ќе му го... Токму од таа причина, добар дел од тие би ги нарекол големи ѕверки, се префрлиле да работат во шумарството. Во периодот од 2017 до 2023-2024 шумарството беше оставено на милост и немилост. Креатори на политиките во шумарството беа токму тие. Криминалците затоа што оние кои што биле на раководни позиции пред нас, биле, да не кажам, слуги на тие. Зошто? Затоа што врз основа на што го темелиме тоа? Па немаше дрва во нашите складови. Имаше дрва само во приватните складови. Може ли да објасниме како функционира таа мафија? Односно, претходно, веројатно, кој е главниот опис и попис на работа на македонски шум? Еве сега, значи еве да објасниме на граѓаните. Ние како јавно предпријатие имаме обврска да го снабдиме населението со огревно дрво. Сите оние кои што имаат потреба од енергенс огревно дрво, ние имаме обврска. Дали тоа ќе го направиме со продавање на дрва од нашите складови, дали тие ќе си набават дрва од приватни складови, дали тие ќе набават дрва од така наречени селски сечи во средини во кои што тие постојат, има луѓе кои што си го тоа практикуваат, небитно, важно граѓаните да бидат снабдени со потребната количина огревно дрво. Добро. Сега, вие го контролирате процесот и да не е од ваш склад, од приватен... Значи како работиме ние? Ние работиме врз основа на планови кои што се донесени од страна на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, на кои планови многу јасно, детално е опишано одредена површина, каква зрелост има. Значи таа шума која што се наоѓа на таа КП бројка, со каков интензитет треба да се сече, кога може да се сече, колку може да се сече. Врз основа на тој план, ние распишуваме јавен оглас, тендер, на кој што тендер ќе се јават извршители, кои што ги тераат сечите в сеча, фазите сеча, дотур и превоз до наш склад или до нивни склад или до крајен потрошувач. Вие знаете секое дрво кај се наоѓа во Македонија, за знаете на секоја парцела каква е состојбата, колку дрва сечиме, колку нови дрва насадиме. Значи нашите вработени имаат чекани со кое што е добро опишано врз основа на правилниците како се користат тие. Значи секое дрво треба претходно да биде жигосано, врз основа на тој жиг се оди на понатамошна
приказна негова обработка, сечење и така натаму, доколку се работи за некаква прореда, да не влегувам во тој дел. Сега, што направиле она кое што ви кажав претходно? Значи сите работи излегли од контрола. Како функционира криминалот? Како се организира таа нелегална Знаете како функционирал криминалот претходно? Сега како функционирал дел од тие структури до ден денеска се уште работат. Јас не можам да кажам дека ние славината ја завртевме до крај. Значи како? Тие одат, сечат, видете, постојат повеќе групи. Има добро организирани групи, има групи кои што работат сингл. Добро. Има групи, сега вака, јас од моето долгогодишно искуство и од она кое што сум го гледал во Македонија, значи постојат одредени региони каде што работат организирани групи. Што мислам под организирани групи? Мислам на групи кои што крадат поголеми количини на дрва и тие групи имаат јатаци или соработници во институциите. Тука се мисли во нашата институција, па би одел чекор подалеку шумска полиција, МВР, гранична и така натаму и така натаму. Значи, видете, нашата работа каква е. Не е тоа игла некој да ја стави во джеп и да ја помине преку граници или каде. Значи, цел камион да го украде некој или да стави на камионот 5-10 кубика одвишок, некој мора да те покрие за тоа. Значи, тука некако работиве тераат така. Оние кои што се добро организирани, секој пат таргетираат вистинско време, вистинско место, со вистински луѓе да го завршат тоа кој што го работат. Значи си бираат парцела кај што сечат и некој им чува грб да им дојави ако тргнат контролите да се повлече. Сега постои и друга. Кај ги носат тие дрва? Па видете, тие дрва ги не може носат. ги скриеш исто така. така. Не, ги носат веднаш кај граѓаните. Сега ние одевме со една кампања да и граѓаните не купуваат дрва кои што видите, ако се тие луѓе покриени институционално, верувате дека тие дрва ќе имаат и печат, ќе имаат и се. Така да, меѓутоа ние... А ги продаваат поевтино од... Така, предпоставувам. Најверојатно, да. Инаку, ние апелираме кај граѓаните да кога ќе добијат огревно дрво, да бараат соодветна документација за него. Да, на која што документација ќе пишува дрвото, кубик 2-5, небитно, е за Богдан Илиевски, тамо треба да стои твоето име со твоја адреса и така натаму и така натаму. Доколку не ти дадат, очигледно тука има нешто друго. Или сакаат да скријат, или немаат документ, или се посечени како што не треба и така натаму и така натаму. Сега, настраната од овие добро организирани групи, постојат и групи кои што би ги нарекол малку понадиво одат, тоа се пред се во населени места каде што имаме би рекол ромско малцинство, таков е примерот во Струмичко на Огражден, каде што секојдневно се боревме со, јас пуштав објави со оние возила без регистарски таблици, несоодветни за возење по патиштата, во Радовишко на Плачковица, каде што исто така имав една акција, се дигна прашина околу таа акција, зошто сме настапиле со оружје, со калашникови и така натаму, исто имавме акции во Струга, каде што беа одземени огромна бројка на тешки товарни возила. И континуирано секаде во Македонија. Значи има на дневна основа, видите, нашата, како да кажам, планините се еден отворен магазин. Цела Македонија за волја на вистината преку 70% е покриена со планини. Значи тоа е едно богатство кое што ние наместо да го чуваме и негуваме, ние добар дел од граѓаните тоа го уништуваат. Ние како предпријатие после тоа се трудиме да санираме она кое што треба, гледате дека удривме на пошумување многу повеќе отколку што во минатото имало. Меѓутоа повторно ќе кажам, некоја слика која што е имало во минатото, треба време, треба децении, треба векови можеби да се врати повторно. Не растат преку ноќ дрвата. Така. Тоа е така. Значи да, повторно ќе кажам, значи има дрвни видови кои што нивната зрелост доаѓа после 3-40-50 години, има дрва кои што нивната зрелост доаѓа после 70-80-100 години. Сега, ако ние дозволиме да тие групи сами си го прават планот како да сечат токаш од планината, нема да остане ништо. Доколку ние како предпријатие влеземе и работиме, тогаш после нас останува парк шума. Значи ние работиме врз основа на планот кој што го направиле стручни луѓе и врз основа на она кое што во минатото е направено дека е потребно да направиме за стратегија, да, како стратегија. А имате ли доволно луѓе со кои што може да се покрие цела
Ние сме планинска земја. Видете, не знам колку добар дел од вработени граѓаните, нели, и во коментари и вака во јавноста не повикуваат на тоа да ние ги тргнеме оние кои што работат на дворешни извршители и да ние самите си ги работиме сите фази. Колку луѓе ти треба за Значи не можеме. Ние сме предпријатија со околу 1500 вработени. Така треба 30.000. И со овие 1500 работени ние одвај ги обслужуваме тие кои што го работат се тоа. Може да замислите, значи што викате, еве денеска во една подружница како Крива Паланка, да кажеме, ќе ни требаат минимум 30 луѓе кои што ќе треба да бидат на терен, само зборам на терен, да обслужат дел од тие луѓе кои што денеска сакат да сечат, некои да дотурат, некои да возат, некои ова. А тие да се логистика за нив, така. Така да ова како факт е невозможно, може би во некое догледно време да се направи, да, меѓутоа во моментов да направиме еден таков пресврт преку ноќ или за еден месец или за една година не може. Има доволно приватни Да, има доволно. Сега за добар дел од тие нели излегуваат приказни, ќе најдеме некој дека па и работи легално, ама дека и нешто згора става. Видете, добар дел од криминалот се случува токму и преку тие фирми. Значи, тој има дозвола да исече 15 кубика и уште 5 фрла горе, така? Така, и тоа е она кое што ние го обсервираме и го работиме во моментов. Еве, јас не знам колку можеш да ме следиш затоа што и ти си преокупиран со обврски, меѓутоа, она кое што јас сакав да го направам и го правам како функционер е нешто поразлично од минатото. Јас се трудам да што можам почесто на граѓаните од прво лице им прикажам што е она кое што се случува. Значи, не е исто да сега на некој му кажам дека во Гошинце имало пожар вчера и не е исто да јас им покажам конкретно видео од тоа што се случувало таму. Јас. Видете, може би во описот и пописот на моето работно место не пишува дека јас треба да бидам секаде или да одам на пожар или да одам да бркам криминалци, меѓутоа многу е поголема тежината кога јас ќе се појавам некаде. Еве, јас се појавив на еден пожар, небитно каде. Таму беа нашите вработени 7 луѓе, за волја на вистината, 20 од нив беа облечени како за на свадба. Екам, добро, вие дојдовте да гасите пожар или на свадба. Ајде, значи одговорност имаме и ние. Така е, како не е едноставна работа. Од друга страна, тука беа и пожарникарите. Си ги кажа и тие нивните проблеми. Јас како човек кој што можам да искомуницирам на повисоко ниво, тогаш еве комуникацијата е таа, од лице место, и тука може да ги согледаме и аномалиите и добрите работи. Значи, врз основа на тоа, ние може да изградиме еден план како би било подобро да тераме во периодов кој што предстои. Инаку, изминативе 2 години беа страшни. Не дека пред тоа немаше, туку поради тоа што ние се појавивме на лице место и на граѓаните им покажуваме што е тоа што се случува. Инаку, еве верувајте, ако може би јас не сум се качил на Гошинце, јавноста во Македонија немаше ни да разбере дека имало пожар. Да. Таа е реалноста. Да, јас не знаев пред да знам од тебе. Да. Така. Ајде за пожарите и за мафијата се збориме. Зошто се говори, нели, меѓу народот, ја запалиле намерно шумата, дрвократците? Со тоа се кријат траги или па нешто друго се случува? Така, има вистина и во тоа, значи во минатото сега се палеле шуми кои што биле високо квалитетни и веднаш после тие пожари, значи, некој, да кажам, во минатото, сакал да излезе на тие површини, да ја обезвредни таа дрвна маса и да по поевтина релативно... Во име на државата, да рече. Така, во име на државата, по релативно поповолни и пониски цени, да повторно некои субјекти добијат, нели, еден материјал, репроматеријал, кој што потоа го употребува за производство на пелети, брикети и така натаму. Тоа е факт дека се случувало. И сега, ние како предпријатие, рековме, ние ќе се потрудиме, што е она кое што еве јас честопати го пуштав во етер и е разговарано да го средиме во периодов кој што предстои. Да ние како предпријатие вложиме во одредени капацитети кои што ќе значат понатаму преработка на токму таа опожарена дрвна маса. Што значи тоа? Тоа значи дека ако е вистина ова кое што го збориме, дека некој намерно сакал да опожари одредена површина за да ја обезвредни таа дрвна маса, тогаш тој нема да може да дојде до тој материјал, туку тој материјал ние ќе си го преработиме како предпријатие, што значи тој нема да има интерес да го направи тоа. Меѓутоа,
24-та, 25-та не го кажуваат тоа. Пожарите кои што беа 1 или 2% беа пожари кои што започнаа директно во шума. Огромен дел од пожарите започнаа пред се на површини кои што беа или диви депонии, или земјоделски површини, или некои други места, пасишта, па оттаму пожарите некако дел од тие пожари стигнаа нели во шума, што значи тука не може да дојде до момент дека некој палел намерно квалитетна шума за да дојде до ефтин поред. Тука имаше нешто друго. Јас реков овие 2 години затоа што нели знаете дека 24-та дојде промената на власта. Токму во тие месеци. Значи во месец јули ние бевме Имавте буквално огнено крштевање, што би се баш така, значи знаете што затекнавме, јас тоа го кажав јавно и пак ќе го кажам. Затекнавме фирма во која што не беа исплатени неколку плати, не беа исплатени пензиско и инвалидско осигурување, нема возила, нема нафта, нема нема ништо. Мислам и сега 20 пожари. Што да направиме ние? Како да јас симнувам капа на луѓето и покрај тоа што ова што го зборам го начекавме. Сите наши вработени со одредени исклучоци беа на ниво на задачата, на нивни ризик ги гасеа пожарите кои што беа и 24-та пред се. Тоа е големиот пожар на Серта каде што имавме буквално месец дена војна со тој пожар и другите пожари. Минатата година беше пожарот на Готен. И тоа е тоа, значи ова е еден од моментите и мислам дека пред се одредени структури, јас не знам нели, мислам дека и МВР имаше одредени истраги во тој дел, одредени структури сакаат да покажат дека ние како држава, како влада не можеме да се справиме со пожарите. Токму тоа беше иницијалната каписла за да гледате пожари сите депонии горе. Јас пак ќе ви кажам, одам на пожар. Знам во Ѓорчи имаше на 2 места во исто време неповрзани се јавуваат во исто време, значи, во рок од 5 минути 2 пожари. Кога се боревме со 25-та со еден од најголемите пожари, тоа беше пожарот на Готен, беше проширен на територијата на 3 општини, Василево, Берово и Радовиш. Додека се боревме со тој пожар 10 дена, во еден ден се случуваше да ни се појават уште 2-3 пожари некаде во исто време. Значи, јас тврдам дека нема шанса тоа да биде случајно. Нема шанса, затоа што добар дел од тие луѓе знаат дека нашите огромни сили и ресурси се таму стационирани и сега имаат малку повеќе слобода. Чекај, се запали над Костурино Беласица, се појави пожар во урбаната средина во Софилари во градот Струмица и меѓутоа еве повторно ќе кажам, за волја на вистината, тоа беа години во кои што и останатите наши соседи се бореа со пеколни горештини и огромни пожари и јас можам најодговорно да потврдам дека ние како држава се справивме најдобро. Зошто? Затоа што кај нас немаше ниту повредени, немаше ниту жртви. За волја на вистината, во некои држави одоколу се случија и немили настани. Така е. Уште малку да исцедиме таму кај криминалците во низ шумите. Спомна и ти некои поголеми акции во кои што така јавно сте имаш запознаено. Како тоа се рефлектира на тебе? Нели сме слушали за некои закани кои што ги имаш добивано. И на крај на денот има некоја проценка, пример, некоја група колку пари заработила од таквите акции? Незамисливо големи суми на пари се тоа после изгледа. Видите, ова е едно од најболните прашања за мене лично, затоа што неретко, често пати се соочувам со би рекол закани, од типот сега си на власт, ќе дојде ден кога нема да бидеш, или па и моментално ќе се видиме. И што? Мислам, окей, како и да е, меѓутоа, нели, кај секој еден здраворазумен човек, еден таков поздрав, нели, ќе остави впечаток. Сега на крајот од денот запамтиш во најмала никој не е сам, нели, сепак сите имаме околу нас некои кои што ни се блиски. На крајот од денот видовме дека има луѓе кои што се бескрупулозни и ако не можат тебе, тогаш на оној до тебе или така натаму. Се носам со тоа и јас од самиот почеток бев свесен во што влегувам. Јас тоа сум го кажал и на премиерот и на сите, значи јас честно влегувам во оваа битка и нема да отстапам ниту милиметар назад. Се она кое што ќе утврдам дека е криминално, јас ќе го процесуирам. Нема да штитам никого.
Сега, само да направам една спомнавте криминал, пожари. Некако тука не ме работиве, мене ми се поврзани. Зошто? Пред една недела имавме една акција на Скопска Црна Гора. Одземавме одредена количина дрва. За да истиот ден, додека траеше акцијата нарамно, на Блацини се појави пожар. Тоа е неколку километри погоре, на границата со Косово. Го саниравме. Наредниот ден се појави пожар од Гошинце, повторно на Скопска Црна Гора. Лани, не е баш дека е некоја пеколна горештина сега и како да ви кажам. И дека Скари имаше денови. И не само тоа, еве ќе ви кажам уште еден момент кој што не го знае јавноста. Пожарот кој што беше кај Глажња браната беше подметнат од долната страна на патот. Се работи за еден пат кој што е широк едно 7-8 метри. Имаше пожари од горната страна. Што значи нема начин да сам пожарот префрли од двете страни, туку некој намерно, свесно го направил тоа. Да не навлегувам понатаму, затоа што нели претпоставам дека има одредени истраги. Ништо не е случајно. Лани исто така имавме пожар над Виниче. Тој пожар исто така се случи после една наша заедничка акција со ЕБР, во која што одземавме камиони. Значи, веднаш после тоа ни се случија големите пожари. Повторно ќе кажам, граѓаните треба да знаат дека ништо не е случајно. Значи, ние не само што имаме работа со криминалци кои што не жалат нас, туку имаме работа со луѓе кои што никој не жалат. Значи, со тоа што и го прават на природата, тие нанесуваат невидена епохална штета, не само на еве конкретно Скопска Црна Гора ја запалиле, не само на Скопје и околината, туку на целата држава, на целата Македонија. Вардариште видовте, еве го депонијата во Арачиново. Следам неколку денови во изминатиот период, топ ќе се запали, значи кога ќе дувне ветерот на Каилинден, на кај Петровец, таму не се диши. Не само тоа, не знам која е пали, меѓутоа и самото Арачиново е зачадено до бесвест. Јас не можам да разберам тие луѓе кои што го прават ова, дали не гледаат дека се трујат и самите себе, дека ги трујат и своите блиски и своите деца. Јас тоа не можам да го разберам. Меѓутоа, она кое што мене ме радува е фактот што се поголем дел од граѓаните ја препознаваат нашата честна работа и се поголем дел од граѓаните алармираат за некои појави кои што се нели ненормални би рекол, и тоа е она кое што е добро. Ние како институција и другите институции се повеќе се осовременуваме, значи знаете дека еве во денешно време има и дронови, има и такви работи кои што во огромна мера ќе ни помогнат да обсервираме, пред се да направиме превентива. Тоа се дронови со термални камери, така, кои што забележуваат. Секакви, да. Кои што дополнително, нели, прво, ќе превенираат, да не дај Боже, да знаат и тие кои што имаат некоја намера дека... тоа сакам да знаат дека може да... Видете, и многу е важно. Да што ни фали во моментот? Во моментот ни фалат едно 10 пријави кои што судот ќе ги реши онака како што треба да ги реши, со огромни затворски казни, тогаш ние работата, мислам, од прилика... Тоа сам да прашам, како оди казнувањето сега? Нели, уште ли сме на ниво се одзема камионот и тоа е тоа? Или... Нешто се одзема и се враќа. Аха, и се враќа после. Видете, браво. Значи, и уште водичка да му се истори вака и да рече, ајде, мајсторе, тоа е она кое што во моментов е најмногу демотивирачки. Значи, огромен дел од тие средства кои што се одземени, судот ги враќа. Врз основа на одредени пресуди кои што се пресудени во Хаг, па не знам, некоја судска пракса и така натаму, добар дел од тие нели средства ги враќа. А казна некоја? Видете, јас повторно ќе кажам. Колкави се? Видете, ако тој камион му помине и украде со него, бенефитот од тие дрва за човекот би било од 1000 до 2000 евра, зборам, од едно возило. Добро. Сега доколку тој успее да во овој месец украде 2, 3, 5, 10 камиони, бенефитот би бил страшен. И сега доколку се случи да еднаш во месецот го фатат и или го фатиме и го одземеме, тогаш за него не е проблем прво и да купи друго возило. Меѓутоа, уште подобро, значи казната можеби ќе биде 300, 500, 1000 евра, колку и да е, тоа се пари кои што за оние кои што ги спомнавме претходно се смешни. Да. Затоа што самите тие се на слобода, никој не ги носи во затвор, туку одат во една судска постапка во која што ќе докажуваат дали дрвата биле од место кое што било предвидено, непредвидено, па
навлегуваат во една приказна која што видите и јас повторно ќе кажам, работев на една анализа заедно со заменик генералниот на ЦУК Трајче, анализа која што ни покажа дека од 2014 до 2024 повторно со пожарите, има во Македонија има помалку 20 поднесоци за пиромани. 20? Толку. Во 10 години. Знаеш ли зошто? Затоа што неспорно е дека некој ќе го фати, ќе е фатен дека запалил, меѓутоа, ако да кажеме судот го третира тоа како, не знам, небрежност, случајно, па на викендицата кај него бил, никој тој предмет не го води како намерно подпалување или пироманство, и ние дојдовме до заклучок дека само едно лице во тие 10 години за волја на вистината беше осудено со некаква условна осуда и си кажавме дајте да го најдеме кој е тој момак што паричката се паднала во него. Сега, колку е сменето тоа? 24-та, 25-та. Имаме веќе стотина пријави, кривични зборам, во кои што лица беа на лице место затекнати, како подпалуваат, како прават нешто кое што не е во ред. И мислам дека за дел од тие пријави веќе имаме судски разрешници, не знам дали се во правостепена постапка, меѓутоа, еве конкретно за пожарот во Велес, разбрав дека со неколку години затвор се осудени 2 лица и високи парични казни. Значи, не би рекол дека е за прв пат, меѓутоа, еве, веќе имаме одреден напредок. Значи, доколку за некој се докаже дека навистина тој намерно подметнал пожар, јас сметам дека тоа треба да го поистоветиме со тероризам. И треба тие луѓе да бидат со десетици години во затвор. Реалноста е таа. Така би се пратила порака. Реалноста е таа. Па добро, тоа е уништување на здравието. Така, исто и за дрвократците. Значи ти се влегуваш, како да ви кажам, следите сите, значи влегуваш во некоја, рековме, ти да уништиш некоја шума на која што ќе требат 70-100 години да се реинкарнира. Зошто? Затоа што, видите, рековме, секој еден кој што спомена ти во едно од твоите претходни прашања, има ли доволно луѓе? Кај нас вратата е отворена. Јас мислам дека секој еден кој што ќе сака да работи во шумарството, може да му најдеме место. Зборам, согласно важечките процедури. Нека дојде, нека направи фирма. Ќе најдеме место да влезе во оние нормални легални процеси, да доколку има желба да работи, меѓутоа да работи честно и да биде задоволен со онаа заработка која што би била нормална од она кое што ние би му ги платиле до крајните потрошувачи, а не да очекува дека треба да стане милионер или милиардер преку ноќ. Таа е реалноста. Има ли некакви разврски или пријави, еве сега именов републички обвинител, за разбивање на тие големи криминални структури кои што се префрлиле и во делот на шумите и кои што шурувале очигледно и со високи полициски функционери за да им чуваат грб или функционери во други институции? Откако е назначен новиот јавен обвинител, немам информации во делот на ова кој што го зборите, меѓутоа можам да кажам дека во изминативе месеци, би рекол 20-тина, веќе има еден поразличен однос кон сите овие луѓе, со самото тоа што во одредена бројка акции јавно обзнанивме дека и наши вработени се казнети, ние имаме казнети веќе наши вработени, добар дел добија и затворски правосилни казни. Нешто што во минатото беше незамисливо. Имаме суспендирано луѓе за кои што се уште се водат постапки. Значи кога ние фактички им ги сечете пипците кои што ги имаат во вашата институција. Така, видите, без нив не би можеле да. Значи кога ние ќе утврдиме одредена кражба некаде на територијата на одредена шума, ние најпрвин тргнуваме од моментот каде сме ние во приказната. Кој од нашите бил задолжен да чува, да надгледува, да работи тамо? Која е неговата поврзаност или нивната поврзаност во таа приказна? Откако ќе го поминеме тој прв круг, одиме чекор подалеку, ние не, меѓутоа МВР и другите истражни органи, чекор подалеку, каде тука била шумската полиција, каде биле нивните структури, каде биле и така натаму и така натаму. Така да, мислам дека окуларно се е видливо дека работите се менуваат од корен и токму затоа ќе кажам
Јас не се плашам, затоа што гледам дека се поголем дел од граѓаните се на линијата на која што сум јас и оние што се како мене. Значи сметаат дека сакаат да ставиме ред како во другите работи, така и во шумарството. И ако ме прашаш мене, сосема коректно и си им одбрусувал на пример, луѓето кои што е на Facebook се вознемируваат за она акција на Плачковица таму во Радовишко, ти ги праша, добро, нели ви смета сечата на шумите, што сега се лутите кога ги бркаме кратците? Јас сум, видете, често пати сум изненаден од наративот на одредени граѓани. Јас сум премногу достапен во јавност. Можеби транспарентно. Да. Сега, добар дел од граѓаните тоа го препознаа и сакаат да ме контактират. Еве, вика, таму и таму има одредена група краде, таму крадат овие Штипско, еве. Се качивме ние и тоа, знаете, спремавме акција неколку дена со десетици луѓе, се качивме, ги фативме оние кои што на диво сечеа. Дел од нив ги бркавме да ги фатиме, тие што беа фатени им беа врзани рацете и се појави едно кратко видео како се луѓето фатени. На ТВ Стар помина видеото, луѓето не бомбардираа. До нифливи дојде, па други немали, кај се големите и така натаму и така натаму. И исто во Радовиш. Сега, се случи тоа што се случи, значи јас пак ќе кажам, тоа се групи кои што се бескрупулозни, тие, знаете што е најлошото, споменавте за преска за пари. Жалното е тоа што најголем дел од парите кои што се не ги земаат дрвократците, туку нивните наредбодатели. Не, најголемиот дел од тие пари завршуваат по казината. Тоа е најголемиот проблем. Значи тие луѓе, како да ви кажам сега, таа група, нели, еве, еден, двајца со некоја моторно возило, ќе одат, ќе украдат 2-3 кубика. Одат, ги продаваат и ќе одат, нели, ќе ги фрлат парите таму. Знаете дека тие луѓе, нели, како се не знам како да опишам, голем дел од тие средства завршуваат таму. И токму затоа тие луѓе се бескомпромисни. Не дај Боже, тие се камикази. Значи, излезеш на патот, те газат. И сега ние планираме и Радовишко да настапиме. Се организиравме со шумската полиција од Скопје, значи не со локалната, не дека сметам дека сите се нечесни, меѓутоа еден е доста да има крв. Се пробија акцијата. И да се заврши работа. И сега ние настапивме од Скопје, дојдовме таму. Сега јас знам ли што ќе затекнам на лице место? Не знаеш. И како сега ние со раце од джеб да отидеме и да им кажеме, дечки, чекајте да ве видиме. Да, извинете, вака, ако може да ве замолиме да не на крајот од денот, нели, некој има одговорност па и за тие луѓе кои што ги однел таму. Еве сега, ако не дај Боже, некој од овие вработени наши, дали се од шуми, дали се од шумска полиција, биде повреден, тогаш ќе бегаме сите, па зошто не зема оружје, па знаеш, мислев дека ќе биде премногу филмски. Не. Секаде ќе настапиме со максималните ресурси кои што ги имаме. Без разлика дали непријателот е, би рекол, лесен, тежок, каков и да е. Јас не знам што има другиот во главата. На крајот од денот тој краде. Од кај да знам на што ќе биде спремен, нели? Таа е реалноста. Токму и затоа настапите, не само на моите во акциите во кои што јас лично учествувам, туку и оние кои што одат нашиве, сум им рекол, значи да бидат безмилосни во спроведувањето на законот. Секако нели има одредени критериуми кои што треба да ги почитуваме, меѓутоа така, меѓутоа сите си имаат правилници врз основа на кои треба да постапат и тука нема дискусија. Затоа и надимакот македонскиот Елиот днес треба да си го да го оправдаш, да го задржиш. Еколошко прашање. Има ли план предпријатието за дали има и можност да чува дрва по 2-3 години, односно да станат посуви, бидејќи така помалку загадуваат и подобро се подобро огревно средство, односно подобра температура постигнуваат и помалку загадуваат. Тоа е случај за веќе добро развиени држави, таму нели е пропишано какво е тоа дрво кое што треба да се гори, се мери нели влажноста на самото дрво и всушност самата таа влажност е она кое што дополнително го загадува или не го загадува воздухот. Знам дека 3 години чувано дрво е, не знам, 80% помалку загадува. Видете, желбата и на премиерот и на владата е да во некој догледен период ние успееме има таква идеја. Да, има идеја која што е веќе пуштена во етер.
Меѓутоа, ајде да не биде политиканство, да не се враќам 2 години пак назад, ние затекнавме една руина. Види, ние затекнавме прво во моментов она кое што се уште не може да го очистиме. Се складови кои што се полни со отпадни возила. Со возила кои што се одземани од дрвокраци. Сега, ние, ако еве да земам конкретно да ја земам подружница Струмица, од кај што јас потекнувам. Ако потребите на Струмица се, да кажеме, карикирам со бројки 10.000 кубни, ние имаме во моментов тамо 2 склада. Едниот е во градот Струмица, во урбаниот дел, на излезот на Кајдабиле, едниот е во Ново село, зборам за 4 општини кои што гравитираат околу таа подружница. Еве да кажеме ќе отвориме уште некој склад. Меѓутоа, ни по точка разно не можеме ние тие дрва. Нема шанса. Прво, второ, ако тие дрва, делот тие дрва складираме, ти треба 3 пати такви складови. Ако тие дрва складираме горе на планина, тогаш има многу луѓе кои што ни мислат добро, оди горе, не дај Боже, ќе ги запали и така натаму. Значи ова е тема на која што дискутираме и бараме чаре, не дека не, меѓутоа не треба граѓаните да сметаат дека ние вакво нешто би направиле во догледно време. Мислам сега. Разбирам, но дали постои идеја, ако постои идеја, еден ден здраве Боже. Може би ќе направиме некои пилот проекти некаде, не знам, во некоја општина да пробаме да направиме нешто. Повторно ќе кажам, ние сме врзани, затекнавме некои процеси кои што се уште ги одглавуваме. Значи повторно ќе кажам, тука е агенција за одземен имот, тука сме ние, па луѓе има, нема и така натаму, се е еден синџир врзан во кој што ако една алка е скината, ништо од приказната. А на граѓаните не може да им дадеме ветувања кои што реално не можеме да ги ветиме. За крај, 4 минути до крај, дали оваа година ќе сме поспремни за пожарите него лани? Имаше некои интервентни мерки со тие пинсгауери и така натака, значи користење на постојни ресурси, нивна адаптација, трансформација во функција на заштита на шумите, односно справување со шумски пожари и се покажа вака во мои очи, во очи на јавноста, мислам како добри. Супер. Дали за оваа година имаме како држава нова стратегија, план за нови возила, набавка, дали веќе ги имаме и така, дали уште ќе сме поподготвени, дали се, еве, не е твој домен тесно, но си дел од тие координативните авионите, дали се подготвени, дали се слушате со Стојан Ангелов редовно? Токму нашето, еве моето и присуството на Стојанче го спомнавте. Вие сте првите кои што дознаваат дека некаде има пожар, така? Токму и нашето постојано присуство на терен ја направи јавноста премногу сензитивна на пожарите и тоа е добро. Да, добро. И тоа е добро. Добро. Значи, и добра работа правите со тоа и ти и генералот Ангелов. Видете, јавноста мора да знае со што се соочуваме. Јас повторно ќе кажам она што го кажав на почетокот. Не велам дека сме безгрешни, меѓутоа еве сакаме јавноста некој пат да настапи со идеја. Мислам, не да настапи со нешто што не е во ред, меѓутоа со идеја која што можеби би ја имплементирале. Во однос на она прашање кое што кажавте, дали сме поподготвени. Секоја институција, дали тоа е јавното претпријатие Македонски шуми, дали тоа е ДЗС ЦУК, гледате дека работи на обновување на одредени капацитети кои што ги има. Ние во тој дел, како ново раководство, во изминативе 2 години, направивме низа обуки со кои што добар дел од нашите вработени ги обучивме, ги оспособивме. Се набави дел опрема, се набави дел опрема која што дополнително ќе ни даде тежина да во тој прв удар, нели, ние се справиме со она кое што така. Што би рекол. Споменавте, јас го слушав интервјуто на генералот, најверојатно 3 ер трактори ќе бидат во функција. Меѓутоа, она кое што е за мене е еден добар момент е тоа што, повторно ќе кажам, граѓаните не само што го препознаа моментот, туку и добар дел од нив се вклучуваат во приказната преку формирање на доброволни противпожарни друштва. И токму тие се прекрасни дечки кои што се вложуваат максимално и мислам дека ние како држава ќе мора добро да размислиме во овој дел, да им помогнеме на сите оние кои што јас би ги нарекол тоа е ентузијасти, меѓутоа во огромна мера ни помагаат, верувајте. Еве од пожарот на Готен се роди едно такво ново противпожарно друштво во Злеово, значи 12-13 млади дечки кои што беа невидено добри во справувањето со пожарот тогаш. Многу е подобро кога тие дечки сега ни се во системот, беа веќе на една обука во Битола, сега во моментов бараме начин како да им обезбедиме дел ресурси, значи да бидат соодветно опремени, дај Боже некое возило и верувајте дека имаме една единица топ
конкретно на местово кое што го споменав. Имаме ние доброволни противпожарни друштва и во Кочени кои што се покажаа дека се на ниво. За волја на вистината, после она кое што ни се случи тамо, добар дел од јавноста и нашата диаспора гледа на со посебно око на Кочени и им помага на нив. Така треба. Имаме и да не ги набројувам во цела Македонија, мислам дека е еден од моментите кој што ќе ни биде огромна потпора. И сметам дека ова возилата кои што ги споменавте, и јас лично лани бев постојано со нив и верувајте дека во огромна мера спречија поголема катастрофа. И мислам дека оваа година, за разлика од лани, ќе бидеме далеко поподготвени, но повторно ќе кажам, ние како држава, сите ние и вие како медиуми, треба да работите пред се на свеста кај граѓаните. Верувајте, сега се случи пожар на Плачковица, некој господин во одминати години запалил скара, па не бил виновен, а за малку ќе ни отидеше пола планина. Мислам, луѓе, ние цело време тврдиме дека и укажуваме дека кога има ветар, кога гледаш дека имаш горлив материјал околу, не се пали оган таму. Тоа е реалноста. Кири Михаилов, заменик генерален директор на Македонски шуми, ми беше задоволство. Благодарам на посветеноста. Супер е транспарентноста, продолжи така и ти, генерал Ангелов, и да се гледаме со, така. Нови теми и убави муабети и постигнувања во она што го работиш. Ти благодарам и се гледаме во следна прилика. Благодарам и на вас, се надевам за убави работи, ќе се гледаме. И ајде рекордите некој нека ги сручи во атлетиката нешто. Дај Боже, посакувам. Благодарам и на вас што останавте со нас до самиот крај. Тоа беше се за оваа недела. Наредна средба идната недела, четврток по 22:30 со важна тема. Ке препознаете која е уште од понеделник, тоа можам да ви го кажам. До тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо. Главата горе.